Првите знаци на национално политичко организирање во Македонија започнува во средината на 19. век како резултат на многу сложени економски, социјални и политички услови кои владееле во тој период. Бунтувањето како појава представува една од првите идеи на отпор кон таквите состојби, за да подоцна прерасне во масовно револуционерно движење. Ова особено е забележливо со појавата на тајната македонска Одринска револуционерна организација, која се конституира во 1893 година во Солун. Во исто време врз ова револуционерно движење се атакува од страна на балканските соседи со цел да се задуши револуционерната свес во својот зародиш заради аспирациите кои ги имаат кон Македонија. Сето тоа се спроведува со веќе познати методи на политички предавства, директни убиства и со насилство против сите оние македонски револуционери кои ќе се експонираат како водачи на борбата за национална слобода. На ваков начин од политичката сцена исчезнаа низа истакнати македонски револуционери, меѓу кои Гоце Делчев, Даме Груев, Ѓорче Петров, Пере Тошев, Никола Карев, Јане Сандански, Димо Хаджидимов и плејада други дејци. Во прво време, како случајни убиства, предавства кај турскиот аскер за да подоснова се претвори во насилство, со точно разработен систем на ликвидација на цветот на македонското револуционерно движење. Во почетокот само со насилство со зборови, подоцна се преминува во предавства и убиства. И покрај цврстите мерки што ги презема, тајната македонска Одринска револуционерна организација, врховизмот, за жал, успешно се инфилтрирал и постигнал одредени ефекти во компромитирање на револуционерната организација во Македонија и нивните понатамошни постапки во разоружнувањето на тајната македонска Одринска револуционерна организација однатре, можеме да ги сметаме за недобронамерни. Кој е Пере Тошев? Пере Тошев за голем дел од македонското општество е непознато, за други малку познато, за трет дел загадка, ќе рече Ѓорче Петров во својата беседа за Пере Тошев. Меѓутоа, Пере Тошев оставил зад себе четврт вековна револуционерна дејност од општо значење, а во Македонија за населението беше една од најкрупните фигури во текот на бурната револуционерна епоха. Тој е човек и борец кој не оставил ништо зад себе, нема запишано спомени или лична архива. Тој не сакаше да се зборува за неговата личност додека беше жив. Таа негова желба останала како завет меѓу другарите и по неговиот трагичен крај. Единствено писмо кое што постои што е сочувано, фотокопија практично, односно филмска е прикажано овде и до неговиот пријател Ташко, пишува некаде 908-909 година, каде што се жали на малтретирањето во бугарските затвори после еден свој престор во Бугарија. Ова е единствен пишан документ кој што е останат од Пере Тошев. Ништо друго пишано во смисла на писма или документ немаме за него. Единствен трак што е оставано е исто така од неговиот внук, доктор Светозар Тошев, кој што во 1942 година ја објавил, значи за време на Втората светска војна, по повод 30 годишнината од смртта на Пере Тошев, ја објавил ова мала книшка, таа била печатена 2 години подоцна, бидејќи заради војните услови не можеле да се печати тоа, а знаете, 9 септември 1944 капитулира и Бугарија, создадени се и нови услови, отпечатена е таја, која што вели Пере Тошев личност и дело, се разбира на бугарски јазик. Светозар се бранел со податоците дека тој напишал една верзија, потоа бил викнат од властите во Бугарија, кога ја дал верзијата за печатење, му било направено, наредено практично, а пазите тоа било воено време, да направи 7, 8, 9 измени, дури цели страници да промени од пишувањето, кои што ги биле во склад со тогашната, па може би сегашната бугарска политика, односно курсот што тие го завземале. Светозар Тошев беше лекар специјалист педијатар, кој што покажал голем интерес, лично го познавав, починате пред 20 на години, голем интерес за делото на Пере Тошев и беше еден од оние кој што доста време поминуваше во
архивите на Бугарија за да најде нешто околу работата на Перетошев. За жал, освен пишани документи од други, лични пишани документи од Перетошев, ни во бугарските архиви нема, освен ово писмо. Како негов интимен другар и пријател од детството до гроба, Ѓорче Петров дава податоци за неговата биографија и за револуционерната дејност со цел, како што вели самиот, да го раздувам правот што е наталожен врз него и да се зачува духовниот паметник за поука и издигање на неговото дело. Впрочем, еден друг истакнат личен познавач на македонските дејци ќе ги дефинира столбовите на македонското револуционерно движење и кој ќе му даде на Перетошев дефиниција дека тој е совеста на револуционерна Македонија. Тоа тој го заслужува, бидејќи Перетошев е еден од двигателите, основачите на тајната македонска Одринска револуционерна организација и повеќе годишен член на Централниот комитет на истата организација. Перетошев е роден 1865 година во Прилеп по потекло од имотно семејство. Завршил основно училиште и први клас во Прилеп. Во 1881 година втор клас учи во Битола. Кога 1882 година се отворило класно училиште во Прилеп, се вратил дома и трети клас заедно учеле со Ѓорче Петров. Биле соседи, заедно го завршиле. Потоа заедно со Ѓорче Петров се запишуваат во Солунската екзарцитска бугарска гимназија, Свети Кирил и Методи, завршувајќи четврти, пети и половина од шести клас, но заради бунтот против езуитскиот режим во гимназијата заедно со 14-15 ученика, меѓу кои и Ѓорче Петров, се исклучени без право да продолжат со школување. Во 1884 година одат во Пловдив да го продолжат школувањето. Управата на Солунската гимназија и екзархијата и покрај тоа што Румелија со главен град Пловдив не била под нивна јурисдикција, тие им прават пречки во запишувањето. Перетошев, талкајќи во Пловдив и чекајќи да се запише, се вклучува во револуционерни групи, кои се спремаат за преврат, сметајќи дека ваквите состојби може да бидат предвесник на ослободувањето на Македонија. Во текот на 1886 година, во февруари, најпосле успева да се запише во шести клас, но по неколку месеци го напушта Пловдив и по неуспешниот обид да се запише во Ломската педагошка гимназија, тој оди во Софија, каде живее во близината на своите млади другари. Во Софија успева да се вработи како писар. Уште во рана младост останува без татко. Постариот брат кој раководел со имотот не ни помислувал да му овозможи школување и покрај предлогот на Пере, школувањето да биде на сметка на неговиот дел од општиот имот што му го оставил таткото. Он од Прилеп е, он само овде имал имот, да речеме, стока се чува во селото, нивија, ајле паша има, да речеме така. Раната револуционерна активност на Перетошев започнала според зборовите на Ѓорче Петров во периодот од 1889 до 1891 година. Во тоа време Ѓорче е наставник во Скопје, кој ќе му пише и ќе го покани да работат за ослободувањето на Македонија. Овој Ѓорчев предлог иде како резултат на сознанието дека младич како него не може да му останат туѓи бурните настани како што е превратот во Бугарија, во кој Перетошев минал низ чистилиштето на времето, полициските станици, како што пишува Ѓорче Петров. Во текот на тие бурни настани во Бугарија, Пере бил затворен. Од затворот го ослободил негов другар од Пловдив Андонов и го прибрал во Пловдив. Подосна Пере се префрла во Софија. Во Софија живее во хотелот Батенберг во една темна и студена соба во која бесплатно го сместил Бај Иван, а се хранел во една млекарница каде бил исто така претплатен од Бај Иван. Како што вели Ѓорче, за него не беше реткост да помине цел ден со едно млеко и кифла. Пере беше горд и честолюбив за да бара помош или подкрепа и кога Прилепското друштво во Софија му го плати долгот, тој се почувствува дека на тој начин се урнала неговата чест и гордост. Затоа за ништо од светот не сакал да остане да живее во Софија. Пере ја напушти негостолюбивата Бугарија и заминува за секогаш во Прилеп.
Повраќањето во Прилеп и по напразното убедување на својот брат да му возможи на тамошно школување, Пере е принуден да се вработи во Прилеп како учител. Подоцна, 1895 година, во својство на прогимназиски учител во Битола, ќе се сретне со Ѓорче Петров, својот комшија и стар другар од гимназиските денови и Пловдивската авантура. Тие заедно во Битола ќе формираат прво јадро на идната организација, исто така меѓу учителите ќе формираат и организациони кружоци и тоа во Прилеп, Охрид, Ресен и Кичево. Во тоа време Пере Тошев ќе биде избран за прв претседател на окружниот комитет во Битола. Во соработка со Ѓорче издава весник на оружје. Во издавањето на весникот му помагаат неговите братчуцеди Коце и Никола Тошеви. Весникот излегол во 9 броја и бил дистрибуиран во револуционерните кружоци. Пере и Ѓорче развиваат жива револуционерна дејност во Битола и Битолско. Кај нив доаѓа често и Даме Груев. Најголем број на информациите за мојот прадедо Пере Тошев воволно ги имам добиено од мојот родител, професор Димче Тошев, а тој од неговиот татко. Пере Тошев е роден во 1865 година во Прилеп, во релативно имотна фамилија и имал практично уште 4 браќа и сестри. Најстарата сестра била Анастасија, брат имал Димче, чијшто правнук сум јас, друг брат Андон и сестра Дзана. Како што е добро познато, Пере Тошев на некој начин била пракса во тој период, заради обврските према револуцијата и према Македонија, никој пат не создал семејство. Битно е да се напомене дека овој период, во 1865 па и понатака, Турската империја и незината централна власт полека ослабувала. Како последица на тоа, почнува да се јавуваат локални моќници, во Прилеп тоа биле Квачка и Чучук Сулейман, кои што го тероризирале или со современ термин кажано рекетирале народот на тоа место. Зетот на Пере Тошев, Поп Аврамија, кој што бил оженет за неговата постара сестра Анастасија, заедно со повидни граѓани од Прилеп, собрале одредена сума пари и го ангажирале во 1880 година смелиот дабничанец Спиро Црне да ги ликвидира овие насилници. Ликвидацијата била успешно направена, но после тоа следела серија на турски прогонувања и судења на организаторите на целата ова ситуација и заради тоа Поп Аврамија 10 години бил осуден на прогонство на Родос. Познато е дека година дена после тоа и вујкото на Пере Тошев бил убиен од турците. Внимавајте, во 1880, 81, 82 година Пере Тошев бил некаде меѓу 14 и 16 годишна возраст во која што се формира карактерот на човекот. Сите овие настани придонесле тој едноставно силно да почне да ја мрази, да биде револтиран од состојбата во која што се наоѓала Македонија во тој период, а причина за сето тоа во најголем број случаи била практично Турската империја. Своето револуционерно искуство Пере Тошев го стекнувал уште во 1885 година во Бугарија, кога стануваше збор за агитација за македонското дело. За време на режимот на Стамболов, во превратот во Бугарија престанува активен член на активното тајно коло заедно со Ризов, Туфекџиев, Караѓулов и други. Тој требаше да биде еден од активните членови во атентатот врз Стамболов, но другарската неискреност го натерала Пере да се откаже од натамошно активно учество во слични акции. Политичкиот живот во Бугарија не го бендисал. Тој јасно сватил дека моралните обстојувања на тој живот се во целосно разединување со неговите сваќања. Затоа, каков треба да биде моралот, какви треба да бидат целите на политичката борба. За него постоел еден принцип во општествената дејност: нема место побудите на личниот живот и лажливоста. Во секој случај, уште од самиот почеток на револуционерната дејност, ние во Пере го видовме идниот страшен конспиратор, вели Ѓорче. Целиот свој полн развој на духовната сила Пере Тошев ја развива во Македонија. Пере Тошев како учител во Битола со својот јасен ум прв ја фрли како бомба меѓу младите идејата за една организирана политичка борба против турската тиранија.
По средбите со Даме Груев, 1893 година во Битола беше ставен почетокот на тајната македонска одринска револуционерна организација, а во Битола беше формирано јадрото од неколку млади, бујни граѓани. И така, по сила на тие историски факти, за вистински татко на ВМРО треба да се смета Пере Тошев, ќе каже Ѓорче Петров во беседата за Пере Тошев. Во Солун, 1893 година е формирана тајната македонска одринска револуционерна организација. Во 1894 година е формиран Централниот комитет, а за претседател е избран доктор Татарчев. Секретар е Даме Груев, покрај нив во овој комитет влегуваат Гоце Делчев, Петар Поп Авсов, Антон Димитриев, Христо Ботанџиев, Ѓорче Петров, Пере Тошев, Димо Хаджидимов, Јане Сандански, Христо Узунов и други. Ѓорче Петров и Пере Тошев во тој Централен комитет ја представувале Битола. Заедно Ордан Пиперката, Пере Тошев ја формирале првата чета во Битолско. Во тој период Пере Тошев работи со илегално име Лефтер. Во тој период во Македонија била создадена атмосфера заситена со барут и како да бил дојден денот на расчистување со старите сметки со целиот свет. Во вриеш на уфории направени биле грешки со откривање на делови од организацијата, например Виничката афера, која нанесла тежок удар на тамошната организација. Благодарение на ладнокрвност и внимателноста на Пере, битолскиот крај бил спасен од такви провали. Пере Тошев беше изворедно мудар и чесен човек. Благодарејќи на својата високо морална, природна и критичка мисла, се издигнал на раководни функции во револуционерната организација. Но секоја негова мисла треба да помине долг пат за да стигне до конечно решение. Од друга страна, има големо чувство да соработува, затоа и покрај тоа што кај него се родила идејата, а револуционерната борба, поради својот карактер, тој требало да ја дочека појавата на Даме Груев, познат борец, заедно високо да го издигнат знамето на револуцијата во Битолско. Со ладнокрвност со која блескало неговото расудување, тој како да истурил ладна вода на усветените глави. Неговиот огромен авторитет предизвикувал општа послушност. Паралелно со редот и дисциплината што ги вовел, обрнувал внимание и на начинот на кој се изведуваат работите. И сето тоа што го завршил во текот на својот живот со дела, без проповеди и говор. Битолско беше местото каде благодарејќи на Пере беа создадени и утврдени општите морални својства на организацијата. И така максимата дека најдобриот и најсилниот началник е оној кој станал таков по сила на потребите почувствувани од починетите. За да биде водич, никаде не најде подобра примена отколку во Битолско, ќе каже Ѓорче. Така Пере Тошев, уште на самиот почеток на организацијата, благодарејќи на својот авторитет и доверба што ја имаа кон него, завзема едно од првите места во неа. По едно предавство во Солун биле оапсени сите членови на Централниот комитет. Така во Солунската афера во затвор паѓаат Даме Груев, Пере Тошев, Христо Татарчев и голем број други дејци. На судот, кој ги осудил на 101 година заточениство во Подрум Кале, Пере на судијата што ги судил му рекол: ме судите во името на падишахот, тогаш мене 1 година, нему 100 години затвор. По 18-месечен престој во Подрум Кале го амнестираат. Гоце и Ѓорче го викаат да дојде во Софија за да се спаси од натамошни прогони. Пере оди во Софија. На советувањето одржано во Софија по повод одржаниот конгрес на ВМРО во Солун на 2 јануари 1903 година, на кој е донесено решение за дигањето на востание, Гоце Делчев и Ѓорче Петров категорички се против избрзано востание. На тоа советување Пере Тошев се става на страна на овие двајца водачи на ВМРО. Веднаш по заминувањето на Гоце Делчев за Македонија и Пере Тошев престојува легално во Прилеп. Пере Тошев, како истомисленик на Гоце и Ѓорче, доаѓа во отворен спор со врховистите. Но и покрај тоа, тој е избран за член на главниот штаб. Не ја одбива должноста. Учествува во востанието, но и понатаму е свесен за крајниот исход. Тој дигна и ги однесе во шума 30.000 борци со кои се бореше во Битолскиот округ 2,5 месеца. Според некои искази, тој ја иронизирал девизата смрт или слобода. Тој рекол: и Хилми Паша тоа го вели: ајде, побрзајте да дигнете востание, па ќе видиме. Ако не можеме да ви дадеме слобода, ќе ви дадеме смрт. Нели го баравте едното или другото? Тој за време на востанието се движел со четата на Петре Ацев.
Во август, во текот на востанието кај селото Степанци, Пере Тошев и Петре Арсов со 50 вооружени борци ја пречекуваат четата на Ѓорче Петров. Потоа сите заедно се упатуваат во Мариово и кај селото Чаниште водат едно од најкрвавите борби за Илинтенското востание. По борбите се префрлаат во Леринско, каде ја расформирале четата, а Ѓорче и Пере се вратиле меѓу народот за да ги делат со него страдањата и маките, за да им го поткренат духот, велејќи дека не е се изгубено. Пере заедно со Ѓорче работат на обновување на разбиената организација. Во мај 1904 година во Прилепско се одржал така наречен подвижен конгрес, на кој присуствувале Даме Груев, Ѓорче Петров, Пере Тошев, Христо Узунов, Петре Ацев, Никола Караджулов, Добри Даскалов, Пешо Самарджиев, Ѓеорги Попхристов и други. Заседанието почнало во Беловодица, па продолжило во Дрен, Смолени, Топлица, Тројанци, Плетвар, Ораовец и по 32 дена завршило во Никодимска планина. Се разговарало за реформи во организацијата. Пере се залагал за децентрализација и пошироки овластување на местните комитети. Заради таквиот свој став дошол во сукоп со Даме. Во октомври 1905 година во Рилскиот манастир се одржал Рилскиот конгрес. Меѓу 22 делегата е Пере Тошев, кој заедно со Ѓорче Петров, Борис Сарафов, Ѓеорги Попхристов и Павел Христов го представувале Битолскиот округ, на кој Пере Тошев пак е избран за член на Централниот комитет. На тој конгрес Пере Тошев, Ѓорче Петров и Јане Сандански биле водачите на левицата. Во јули 1906 година бил свикан вториот редовен конгрес на Серскиот округ, на кој Пере Тошев учествувал како член на Централниот комитет. Во тоа време често престојал во четата на Јане Сандански. Заради нарушено здравје оди во Софија, каде добил мозочен удар и благодарејќи на доктор Сарафов, кој бесплатно го лекувал неколку месеци во неговата клиника, до некаде се опоравува. На 27 ноември 1907 година заедно со Ѓорче се уапсени. Повод било убиството на Борис Сарафов и Иван Гарванов од страна на Тодор Паница. Во затворот Пере доживува многу мачни искушенија кои ги опишува во една поштенска картичка испратена на 24 декември 1907 година до неговиот битолски пријател фотографот Атанас Лозанов, во која меѓу другото му пишува: 10 дена ме држеа во самица, ме сослушаа, ме ослободија по 3 дена, пак ме затвори и повторно 10 дена исти процедури. Пак ме ослободија, по 24 часа ми соопштија дека ќе ме интернираат во некој град на Дунав. Им реков: отворете ми ја границата за Македонија. Од Софија оди во Солун, каде по уриетот во 1908 година Пере се враќа на местото училишен инспектор. Таму се вклучува во Народно, Федералната партија и ја застапува страната на прогресистите. Екзархијата, за да го отстрани од Солун, бидејќи бил непријатен на тамошните, го назначува за екзарски службеник во Цариград. Пере навреден од таа одлука, тој место во Цариград оди на лекување во Софија. По опарувањето посакува да се врати во Македонија пред да почне Првата Балканска војна. На 20 април 1912 година Пере ја напушта Софија, на пат тргнува истоштен од болеста кој се уште го мачи, сметајќи дека кога ќе биде со своите полесно ќе се опорави. Според исказите на неговите современици Светозар Тошев, Велко Думев и Димитар Влахов, тие сметаат дека Пере ја напуштил Софија вознемирен од настаните на Балканот. Бидејќи сакал илегално да влезе во Македонија, зел пасош на туѓо име, а преку турската дипломатска служба успеал да добие виза. Неговите пријатели сметаат дека турците уште во Софија знаеле кој се крие зад измисленото име. Велко Думов кажувал дека врховистите уште во Софија го извршиле предавството кај турската дипломатска служба. Кога бил издаден пасошот, на едниот крај на последниот лист се забележувало дека бил нагорен со цигара. Подосна во 1930 година во списанието Илинден напишал: пасошот беше нагорен, со што сигналот за убиство беше даден. На испраќањето на железничката станица на пријателите им го покажал пасошот, тие забележале дека има сомнителен знак. Тие настојчиво го молеле да не оди, да го одложи патувањето, но тој не се согласил. Ѓорче Петров ќе каже: Пере беше одличен конспиратор. Тој вечно предпазлив, внимателен во своите постапки, тогаш тој отстапи од своите принципи за прв и последен пат, не откажувајќи се да се врати во татковиот дом.
Маршрутата на Пере Тошев им била позната на турските власти. Патувањето траело долго преку Ниш, Скопје и Велес. Пере слегол на железничката станица во Грацко. Пере настојало што побрзо да допатува во село Фариш, каде имали имот семејството Тошевци. На железничката станица во Грацко кратко се задржал ке пријателот Спиро Кондов од Прилеп, кој бил представник на прилепските трговци и кој бил одговорен за прием и испраќање на стоки кои иделе или оделе преку Солун. И покрај настојувањата на Кондов да остане кај него за да се одмори, Пере тргнал по пладнето придружуван од Иван Теов од Мрзен, кој бил кираџија и пренесувал стоки. Пере Тошев, според кажувањата на Али Чауш, командир на полицијата во Дреново, бил следен уште од српско-турската граница од двајца во цивилно облечени турски агенти, кои, кога стегол во Грацко, веднаш известиле жандармеријата во Дреново. Целачата турска жандармерија се кренала од Дреново и поставиле 3 заседи во Дреновската клисура. Кога Пере Тошев и кираџијата биле на излезот од клисурата, биле обсипани со силен оган. Пере бил ранет во слабината, паднал на земја, а кираџијата бил убиен. Пере, изнемоштен и ранет, бил врзан и однесен во блиската воденица. Во воденицата бил мачен со цел да изречат признание. Тој непрекинато молчал, се додека не згаснал неговиот живот. Тогаш имал само 47 години. Во воденицата да преночева. Ама тие воденичарот, туристите дошле тука и сумнив му станал дека кој е вие, што е, го прашале воденичарот. Воденичарот рекол Пере Тошев е вие, што. Сигурен ли си ти 100%? Сигурен сум. Чим е Пере Тошев и го изнеле горе. Сега колку го мачеле, как го мачеле, никој не може да каже за тоа. И тука го убиле. Од тука со кола запрежна го донеле до тука го закопале. Ето гробот уште стои. И собрал доста народ да го еле, плачеле за него. Го жалеле од организатор он за Македонија за да ослободи од Турчина сакал. Сега пред некоја година така, пред колку 7-8 години сигурно има. Коските од тука изеа, Прилеп и занесува, а гробот уште му стои тука. 2 дена по трагедијата на местото на настанот дошле неговите роднини за да го пренесат и погребаат во Прилеп. Кога пристигнала веста за смртта на Пере Тошев во Прилеп, тој ден училиштата ја прекинале наставата. Па затоа властите, плашејки се од манифестација на револт на прилепчани, на Спиро и Коце Тошеви им забраниле да го погребаат во Прилеп. Во присуство на турски власти, Пере Тошев бил закопан во дворот на црквата во село Фариш. Во поново време тој е пренесен во Прилеп, а неговиот гроб се наоѓа во дворот на Прилепската црква Свето Благовештание. Ѓорче Петров ќе запише: мизеријата и непоправливата гордост беше причина Пере да земе такво решение, по секоја цена да тргне во Македонија, да стигне до тажниот крај. Трагичната Перева смрт ќе остане како најодвратно принесување на жртва на жестокоста на нашето општество, кој се решава да каже и по некој добар збор за своите издигнати избрани водачи само по нивната смрт, а додека беа живи, допушташе да ги гледа гладни и распарталени. Овде мислам на нашите богати македонци. Пере тргна кон својата голгота и така го искажа својот последен презир кон лажното или лицемерието во современото општество, со което и се бореше низ целиот живот. Во текот на животот да, но сега Пере не припаѓа на себе, туку на историјата, во која треба да исполни една страница и да земе место во неа. Ќе заклучи Ѓорче на беседата одржана пред македонските студенти во Софија по повод смртта на Пере Тошев.